Добрви ден, драги наши гледачи! Јас ве поздравувам од комплексот Етно село Тимчевски, каде што започнуваат веќе пролетните денови. Се е топло, почнуваат дрвјата да расцветуваат. Пазарите богати, полни, овошките ке се полнат. Така да ја очекуваме новата пролет. Здравје Боже, да сме здрави и живи по нови победи, со нови сили и нови рецепти, драги мои. За денешната емисија Вкусот на традицијата ќе ви направам нешто што кога ќе ви се пријаде, например, нешто сладко, ми се јаде, немам време, жолчките, путерите, паре, а наваму, натаму, печи една кора, втора, трета, пета, да направам едно брдо, значи, од овие сладки што сега ќе ви ги кажам, и додека ги пржите, ќе ги изадат. Еве, ви кажувам со сигурно. Тоа се едни сладки панцеротки со јаболко. За да ги направите, ќе ви треба само едно јаболко. Верувам дека по некоја ќоше дома или на трпезата ќе се најде едно јаболко. Едно јајце, сигурно имате во фрижидерот. Понатаму, ќе ви требаат 2 до 3 супени лажици шекер, во зависност дали е кисело или благо јаболкото. 125 грама, тоест милилитри јогурт или кисело млеко, 1 ванилин шекер, едно пакетче, едно пакетче прашок за печиво, 1 прстов ацол и брашно имајте си од 200 до 250 милилитри и едно 5-6 лажици масло по тестото и масло за пржење. Многу лесно и многу брзо се приготвува. Најпрвин ќе го излупам јаболкото. И ќе го изрендам. Имајте си по вкус, по желба и цимет и прав шекер ќе ви треба за одозгора да наросите. Откако ќе ги испржите овие панцеротки. Така, додека си разговарат во дневната соба, во дневниот престој, додека си игра некоја игрица или се гледа некој филм, панцеротките ќе бидат готови. И ќе ги израдувате сите, се знае мајката или бабата како го радува своето семејство. Кога ќе направи нешто вкусно и убаво. Но и така може да си ја прибере фамилијата, семејството. Само кога, како вела старите, кога ќе ги подлажам, кога ќе направам нешто убаво, и тогаш доаѓаат на гости. Посебно и за внучињата, и за децата, за сите поред. Велат по едно јаболко во денот, тоа е здравје. Сега ставам масло, 4-5 лажици. Го ставам јајцето, шекерот, ванилиниот шекер, 1 прстов ацол, така, прашок за печиво, јогурт или кисело млеко. Сето ова добро го промешувам. И на крај го додавам брашното. Овде ќе имам 250 грама, но најпрвин ќе ставам 200 грама.
ќе си имате една лажица со која што ќе го црпите тестото, за да може да се пржи. Ете така. Што ви велам јас, ала минут работа е ова. Тестото треба да биде ретко. Уште малку ќе додадам брашно и сосем доволно е. Значи некаде околу 220 грама брашно. Ете така, тука ќе си ја ставам чинијата во која што ќе ги вадам пирошки или панцеротки, како сакате наречете ги, сладки. Еве, сега ќе ставам во меѓувреме, додека го мешам, да се стопли маслото. Значи, треба да почне да врие. И да има еден прст најмалку во тавата, да има масло. За се ви треба дрвена лажица, за сето ова да го измешате. Значи, не треба миксер. Ете така. Готово е тестото. Еве како треба да изгледа. И ви кажав, ќе си подготвите прав шекер и малку цимет за одозгора да ги наросите. Ќе ставам малку масло. За лажицата. Така. Да видам сега. Добро. Можам да пробам. А може веќе. Затоа што ринглата ми беше загреана. Значи, еве вака, си собираме. Колку фати лажицата, толку. Ете така. И се вака додека не го потрошам тестото. Си имам една штипка за превртување. Дури треба и да ја намалам. Да намалам малку ринглата. Така. Како мали сладки мекици. Добро. Ете така. Сега ќе ставам една салфетка, книжна, може и уште една. Ова воопшто всушност нема да впие масло, но од површината, внатре нема да впие, да знаете. Ете така, неколку пати ќе ги превртам. Да го пробам ова првото, пробното, нека се излади малку. Така. Имам простор за следното веќе да го ставам. Ете така, то си се лизга и од самата лажица се лизга. Еве,
Еве го првото веќе е готово. Ги редам. Толку сена се 10 минути ќе ви треба сето ова да го направите. Како вадите едно, така ставате следно. Сега ги вадам и овие. Сега ги редам другите. Ајде така. Треба да биде многу загреана ринглата, да знаете. Оти ако не е доволно врело маслото, како велат старите, ке тињаат мекиците или панцеротите или како сакате, кажете ги. Ајде така. Но ви им треба уште малку. Ме подсетуваат на детството, кога одевме во основно училиште. Слични вакви ни дава со прав шекер, само без јаболко. Прекрасно нешто. Обожувам вака да си штрпкам. Така. Значи, топ се испржени. Топ. Морате да им стоите, шо викаат старите, на главата, за да не изгорат. И сега, не веднаш да им ставите прав шекер и цимет, туку мора малку да се подизладат. Добро. Ова е веќе готова. Леле, убавиње. Ај така. Таман имам уште за 2. Да соберам. Час работа. Ох. Еве го во уште врие тука, уште си крчка. Но ова му треба уште малку, затоа што е подебелко. Како е убаво тестото, значи, како сакате завртете го, тоа не се растура. Така.
Сега веќе можам и да исклучам ринглата, мислам дека е и доволно. Да. Евака. Они сами си кажуваат кога е доста. Исклучувам. Ете така, уште 3 ми остана и потоа ќе ги наросам со прав шекер и со цимече. Браво, здраво, Викторче, алал да ти е што се сети да ми донесеш. Јас мисле во кујната додам, но браво, браво. Значи, само прав шекер да им ставам. Браво. Ете, драги мои, ова ни е Виктор, значи дел од екипата од комплексот Етно село Тимчевски, кој што редовно ни помага во реализација на емисиите. Еве како тој се досетува. Јас мислев после ќе земам прав шекер. Браво, Викторче, за тебе. И поздрав до Цуна во кујната и сите вработени во кујната. Да не зборам многу, оти ќе ми изгорат овие. Ете така. Супер. Искористам прилика да ги насолам овие со прав шекер. Ај така. Ох. Чекай да оставам малку и за другите. Така. Еве ги и другите се веќе готови. Така. Сега ќе си свариме едно кафе и ќе си уживаме во вкусот на овие убави прженки панцеротки. И баш ме интересира да видам што ќе кажат, дали ќе им се допаднат. Останете со вкусот на традицијата во комплексот Етно село Тимчевски. Се гледаме на трпезата. Мераци, ставив уште малку прав шекер на нашите уштипчиња или панцеротчиња со јаболка и цимет. И цимет ги наросив одозгор и уште малку засилив со шекерот во прав. Значи, како можеше рецептот на овие колачиња да е толку идеален, толку совршен, да нема капка масло внатре во тестото. Значи, вие ги пржите во масло, но внатре нема ништо. Совршенство. Меки, душичка. Спојот на јаболката со циметот, со шекерот во прав. И забележавте дека нема ниту многу шекер во тестото. И овие како се прават, така се јадат. Ова нема за вечер, нема за утре. Едноставно, од сега за сега ви се овие колачиња. Драги мои, направете ги, фотографирајте, не ги испратете, не ги... Јас го поздравувам и нашиот верен гледач Дарко Николовски, кој што после секоја емисија на Вкусот на традицијата ми фотографира дека во нивниот дом се прави некој од тие рецепти на нашата и ваша емисија. Јас ке си останам да уживам токму со овој десерт, прекрасен, со голтка вино. И, драги мои, знаете како велат? Не е љубов она по кој што вие трчате, туку
Ако љубов е она кој што случајно ќе го сретнеш во вашиот живот и за секогаш ќе остане. На здравје, до следната емисија Вкусот на традицијата. Thank